Струјата ќе не дрмне во наредниот период, не очекува ново поскапување, вели претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески. Првиот човек на најголемата бизнис асоциација во земјава предупредува дека редица компании во државава се жала дека имале проблеми со набавката на струјата. Оти компаниите посреднички им ја зголемуваат цената или не може да го реализираат договорот. Наглиот скок на цената на струјата на светските берзи е клучниот проблем, за кој државава мора да најде подитно механизам за одбрана. Според Азески, откажувањето на договорите влијае сериозно, но и ја урива довербата од клучните предпоставки за водење бизниса, тоа е предвидливоста. Предлага подитно да се преземат чекори. Подигање на домашното производство на електричната енергија како базична мерка, регулаторната комисија да биде на висината на задачата и со конкретни мерки да действува енергично за да престане манипулативното откажување на договорите, кои ќе вклучуваат јавно објавување од земање на лиценците не само на компаниите, туку и на стопанствениците на истите, со трајна забрана на вршење на ваквата дејност, вели меѓу другото Бранко Азески. Тој предупредува дека мора да се реагира од и растот на цените, може да предизвика и макроекономски проблеми и укажува дека иницијативата на бизнис заедницата никако не треба да се свати како оби за драматизирање. Дека Македонија ќе се соочи со сериозен недостиг на струја предупредуваат и енергетските експерти. Професорот Ѓорѓи Манасков за Алфа вели дека државата мора подитно да бара начини за стабилизирање на пазарот со набавка на струја, зашто ваквиот проблем бил и повеќе од сериозен. Македонија сепак во една состојба која што мора да кажеме алармантна енергетски. Во овој зимски периоди што ќе доаѓаат, значи ќе настане моменти да Македонија има можности да остане без електрична енергија. Имаме најава дека од 18 октомври Бугарија прави некаков момент на неможност да дозволи во Македонија да има увоз на електрична енергија, али тоа ќе трае неколку дена, може десетици, и сепак големите снабдувачи кои што снабдуваат електрична енергија од Бугарија ќе мора да се префрлат од друго место да земат. Така да сепак имаме големи сериозни проблеми. Минатата недела и регулаторна кажа дека забележала незаконско откажување на договорите за снабдување на своји клиенти, додека другите го злоупотребуваат системот за балансирање на енергијата на МЕПСО, па така ова може да доведе до дестабилизација на електроенергетскиот систем во земјава. Зато регулаторна почна да ги одзема лиценците на снабдувачите и ги предупреди сите останати да ги исполнат своите обврски кон клиентите, без да се злоупотреби системот за снабдување на МЕПСО. Инаку цената на електричната енергија на берзата за енергија во Будимпешта за последниве 12 месеци порасна од 57 евра до 138 евра за мегават час.